Добре дојдовте на YouTube каналот Македонско време. Ова видео е посветено на местото познато како Чифтефурни во Битола. Здраво! Името Чифтефурни го добило од двете фурни кои се наоѓале на ова место. Тоа биле фурните на Насте и Богоја. Фурните постоеле повеќе од 120 години. Објектот во кој била сместена фурната на Богоја бил овој објект, каде што има надпис Риле. Другата фурна на Насте била накрши фурната на Богоја, тоа значи на ова место каде што постоела, а денес ја нема затоа што е срушена некаде после 1950 година. Другата фурна, значи фурната на Насте, била точно на ова место, кај ова растение. Била срушена затоа што тука патот бил тесен, а требало да помине камион шлепер кој носел брод за Охрид. Името Чифтефурни останало како топоним, име на за овој дел од градот. Чифтефурни, односно чифте, значи чифт, две, дупло, двојно, односно две, односно Чифтефурни. Домаќинките лебовите ги меселе дома и ги носеле во фурна да се испечат. Во тој период до пред околу 50 на години тоа било нормално лебот да се меси дома и откако ќе биде подготвен за печење да се носи во фурна, затоа што дома немале услови или би ги коштало скапо. А печењето во фурна би коштало поевтино. Покрај леп, домаќинките носеле и зелници, мазници, тави со манџи во фурната да се испечат. Ова улица денес поноси името 4 ноември. Од кај север, од кај Сали мостот, и продолжува на југ кон железничката станица. Ова улица била, а и се уште една главна трансверзала, една главна артерија во овој дел на Балканот. Тука поминувале каравани со натоварена стока, трговска стока. Од север, значи во овој дел на Балканот. Западниот дел на Балканот. Во правец кон
воден поступ. Ова било патниот правец за движење. Во времето на двете светски војни, тука поминувале колони со војски. Во Првата светска војна најповеќе коњаници, пешадија, артилерија. Во Втората светска војна тука поминувале германски, бугарски колони со моторизирана пешадија, артилерија. Во оваа уличка или во другава уличка од постари битолчани ми е кажано дека постоела јавна чешма. Или во оваа уличка. Јавна чешма за снабдување на околните жители со вода. Затоа што до некаде 1960 година овде немало јавен водовод. Граѓаните со вода се снабдувале од јавни чешми, а доста луѓе по своите дворови имале бунари, рачно ископани, созидани со камен. Јавното предпријатие Водовод Битола е формирано 1920 година, но меѓу двете светски војни со вода пред се снабдувало централното градско подрачје и јавни објекти. Помасовно ширење на водованата мрежа се случила после 50 и 60 година. Во моментов гледаме тука градежни активности. Тоа е поставување на гасоводна мрежа во Битола. Затоа патот према југ тука е редуциран. Ова е улицата Борис Кидич во насока кон хотел Епинал, односно кон центарот на Битола. Денес, 16 февруари 2025 година, недела, 13 часот. Поздрав од местноста Чифтефорни во Битола. Овој YouTube канал Македонско време ја започна својата активност на 7 јануари минатата година.